1 до 2 јајца дневно, малку месо и постепено враќање на вообичаената исхрана. Ова е препораката на лекарите по завршувањето на постот за Великден. Наглиот премин од постна кон мрсна и обилна храна може да предизвика гастрични проблеми и мачнина. Според доктор Валентина Митрова од Штип, најголем ризик носи прејадувањето со јајце и јагнешко месо. Телото, вели таа, не треба да се изложува на ненадеен шок по деновите на постот. Затоа умереноста и постепеноста се клучни за да се избегнат здравствените компликации. Оние кои што биле во пости, односно имале друг начин на исхрана, да внимаваат, односно да немаат обилни оброци, бидејќи би можело негативно да се одрази на нивното здравје, односно би дошло до налаганост, до гастрични тегоби, до мачнина и тегоби. Значи, враќањето до така наречената нормална исхрана, она што пред постите се хранеле, да биде во еден умерен облик. Како што и реков, јајцата се символ на овој празник, меѓутоа тоа да биде во едно умерено, значи 1 до 2 јајца максимум, за да немаат проблеми со здравјето. Секако јагнешкото месо е овде се среќава на трапезата и исто така тоа е малку потешка, помрсна храна, да биде во помали количини. Секако да не се намалуваат, да не се надминуваат бројката на голем број на јајца кои што ќе се консумираат во текот на денот. Јајцата доктор Митрова предупреди да се чуваат во фрижидер, никако на собна температура. Вели расипаното јајце се чувствува уште веднаш, особено по неговиот мирис. Јајцата што се најмалку до максимална температура до 5 дена. Не повеќе од тоа, значи во фрижидер на ниски температури. Јајцата имаат специфичен мирис, кога ја менат својата консистенција, значи имаат мирис кој што веднаш ќе се почувствува густативно, значи меѓутоа најбрзо се чувствува преку мирисот. По празничната трпеза, лекарите апелираат граѓаните да го слушаат сопственото тело и да не претеруваат со внесот на храна. Доколку се појават симптоми како тежнина во стомакот, мачнина или болки, се препорачува лесен режим на исхрана и внес на повеќе течности. Во случај на посериозни тегоби, потребно е да се побара лекарска помош. Умереноста останува недобрата заштита за здравјето по завршувањето на Великденскиот пост.